Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помогам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во претходната епизода зборував за тоа како басните може да ти помогнат во подобро изучување на македонскиот јазик, а оно што ќе го обработам во оваа епизода е водењето на дневник како еден начин кој ќе ти помогне во подобрувањето на твојот македонски јазик. Еден од начините кои го препорачувам за подобрување на македонскиот јазик е пишување на текстови и водење на дневник. Оваа подкаст епизода се надоврзува на претходната, а тоа беше читањето на базни и пишување на истите. Во претходната епизода зборував за тоа како басните може да ти помогнат во подобрување на македонскиот јазик, а уште поголем напредок ќе имаш ако истите басни ги препишуваш и прераскажуваш на твој начин со твои зборови. Не е задолжително тоа да бидат големи текстови, едноставно во 5 до 10 реченици ќе се опиташ да ја раскажеш басната. Втор начин за подобрување на македонскиот јазик кој го препорачувам е пишувањето на дневник. Дневникот како форма која нема строги правила, ќе може да ти овозможи да научиш полесно да се изразуваш на македонски. Еве можеш да си дадеш еден предизвик да пишуваш 100 дена дневник. Нека тоа бидат 5 до 10 реченици. Може би се прашуваш, а што да пишувам во дневникот? Едноставно, некој збор кој го имаш слушнато денеска или неколку реченици кои ти го имаат обележено денот. Зборови кои ги имаш слушнато од говорниците. Или ако не си во присуство на изворни говорници, зборови од емисијата која имаш гледано денес, некоја мисла, цитат и така натаму. Ке видиш колку ќе напредуваш после 100 дена. Знам дека ќе ти се случи некој ден да прескочиш или едноставно нема да имаш време. Тоа е нормално, сите имаме зафатен живот. Но не дозволувај тоа да те обесхрабри. Продолжи следниот ден. Зошто го препорачувам ова? Бидејќи ова го имам практикувано при изучување на секој странски јазик и ми има помогнато многу. Кога пишуваш дневник си дозволуваш мислите сами да те доаѓаат од зборовите кои ги знаеш, во форма на реченица која ја познаваш и ред на зборови кои тебе ти се познати. И додека се опитуваш да напишеш неколку реченици, во исто време ја вежбаш графологијата на тој јазик, односно пишувањето. При пишување на дневник, обиди се да се ослободиш од граматичките правила и да размислуваш кој збор требаше тука да стои, глагол во која форма и така натаму. Туку пишувај она како ти доаѓаат мислите. Може би ќе ти биде чудно или тешко на почеток, бидејќи си навикната на пишување и почитување на строги правила. Но обиди се да пишуваш онака како ти доаѓаат мислите. А ако се прашуваш, зошто пак сега ова? Те советувам само да се релаксираш и да си дозволиш да направиш грешка при учењето. Твојот дневник нема никој да го оценува, нити пак да го чита. Со поминати денови ова ќе ти биде навика, која многу ќе придонесе во подобрувањето на знаењето на твојот македонски. Со оваа епизода сакам да те мотивирам и да те инспирирам на вистина активно да го учиш и усовршуваш македонскиот јазик, па така во продолжение ќе ти читам прашања на кои можеш да дадеш одговор токму во твојот дневник. Затоа земи си лист хартија, ако немаш тетрадка поред себе, и почни да ги запишуваш прашањата. А кога ќе заврши епизодата, обиди се да одговориш на некој од нив. Утре можеш да одговораш на истите прашања или на оние кои денеска нема да напишеш одговор. Прашање број 1. Како денеска го поминав денот? Прашање број 2. Како се чувствував денеска? Прашање број 3. Кои ми се омилени пријатели? Прашање број 4. Што сакам утре да работам? Прашање број 5. Како сакам да ми поминува слободното време? Прашање број 6. Зошто сакам да го учам македонскиот јазик? Прашање број 7. Како можам да го подобрам моето учење на македонскиот јазик?
Prašanje broj 8, koje može da mi pomogne vo podobro izučuvanje na jaziku. Prašanje broj 9, koja knjiga da kupam na makedonski i da je pročitam. Prašanje broj 10, koje aktivnosti vo tekот на денот најмногу ме радуваат. Некои од овие прашања се одговараат на дневно ниво, некои на месечно, полугодишно и така натаму. Ги одговараш како се чувствуваш во моментот. Воопшто не мораш да пратиш некој редослед, бидејќи во пишувањето на дневник не постојат строги правила и ред. Оно што јас го практикувам при пишување на дневник е првин да пишувам тоа што е моментално актуелно во мојата живот. Кога тоа ќе го направам, пишувам кои ми се целите за следниот период, што е оно што сакам да постигнам следната недела, следниот месец, па и следната година. Ако имам време, дури и тие цели ги разработувам. Така што пишувам и забележувам кои акции се потребни да се превземат за да ги реализирам тие мои цели. Се надевам дека ова ќе те инспирира уште денес када го започнеш водењето, односно пишувањето на твојот дневник на македонски јазик. Сето ова ќе ти помогне да го подобриш и размислувањето на македонскиот јазик, полесно составување на реченици, подобро изразување на македонски и полесна конверзација со говорниците. А доколку ти е потребна помош и сакаш јас да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линковите кои се наоѓаат во описот на оваа епизода и таму ќе ги најдеш сите информации. Те поздравувам до следното слушање.